Али ја мислам дека за децата баш и системот на образование кај нас е ептен ги оптеретува, а се дали може два јазика да учи да чита и пишува. Мислам и не знам што учат во прво одделение, дали учат да пишува, дали ја учат азбуката на македонски, не знам. Така да не можам да дам некој одреден одговор за ова. Министерката треба да се може. Сигурно има некој идеја. Не, мислам, транспарентноста... Немам баш некој конкретен податок. Кратко, ако може. Секоја една власт подразбира веројатно и транспарентност во своето работење, па веројатно треба министерката да излезе во јавност и да објасни што мислела со тоа кога нели ја вовела таквата мерка. Бидејќи веројатно на многу од нас не е јасно што се сакало да се постигне. Нагаѓаме во овој момент. Да, Прije иска не го одговорив, токму тој сакав прашањето околу квотите, неговата логика. Сите сме свесни дека ова е времена мерка, не мислим дека нешто нели повторно идеално, меѓутоа пријатно решение. Да, транзиција, како и се во државата. Меѓутоа, мерката е позитивна дискриминација или афирмација на државата. Значи, државата свесна е од прилика за одредени реалности во одредена сфера. Можем да кажеме дека еве со примери и со проценти дека не е задоволна државата и она создава мерки со кои што тоа ќе го стимулира. И тука е прашањето на квотите. Иначе никој не мисли дека квотата е вечно решение во овој систем. Напротив, мислиме дека баш токму во еден развиен систем економски, социјален, прашањето на квотите квотите не се во прашање. Него поаѓајќи од оваа реалност македонска, како што живееме сите, квотите се стимулираат одредени процеси, конкретно за националностите во сферата на образованието. И тоа е логиката на квотите. Може јас, бидејќи само јас не одговорив, сакам на гледачот да му објаснам, веројатно и него му е познато, дека зошто не се учи македонскиот јазик во прво и во второ одделение од страна на албанските дечиња и зошто има квоти по факултетите и во средните училишта, тоа се на изглед не политички прашања, али во суштина политички се одлучуваат и тоа е одлука на власт. Неблагодарно е да ние одговараме, тоа е одлука на власт и секоја власт има различни решенија во однос на тоа дали ќе се учи македонски јазик, дали ќе има квоти или нема. Оваа власт има такво решение и такво го нуди. Само да кажем уште дека дискриминацијата, дали позитивна или негативна, било каква е забранета со Уставот, со член во Уставот, не во закон, туку во највисокиот акт стои дека дискриминација било каков вид е забранета. Добро, да слушнеме следно размислување. Ало? Ало? Да, добро вечер. Добро вечер. Поведете. Поздрав за гостите. Да. Прашањето се однесува на господинот Алберт. Предска кажа во врска со албанскиот јазик, зашто македонците не го учат албанскиот јазик. Не е проблемот тоа што ние не го учиме јазикот, него проблемот каде ние можеме да го потребиме тој јазик. Денеска се знае дека во употреба е англискиот јазик и тој има најширока примен. Дали сакате да работите компјутер или нешто, да земете некоја стручна литература да се прочита во врска од која било факултет, некој машински или електро, сето тоа е на англиски јазик. А албанскиот јазик, мислам дека не може да се најде литература некој на албански јазик што ќе ни притреба за да може да се консултираме ние со... Добро. Добре, тоа е вашето размислување. Треба да одговарам. Фала на пријатно. Да, благодарам. По таа логика ние сите треба да прекинеме да ги учиме нашите мајчини јазици и да учиме само англиски. Ја не реков зошто не се учи, него зошто не се покажува интерес, заинтересираност за учењето на албанскиот јазик. Дека нема литература на албански јазик, тоа е грешка. Мислам, на албански јазик има доволно литература. 3 универзитети работеле за креирање на тај литература и разноразни научници. А англискиот јазик, мислам, ја ве сваќам зашто го учите, ја го знам и сигурно тука сите го знаат, тоа е потреба на времето. Да го слушаме наредниот гледач. Ало? Ало? Да, поверете. Ало? Да, ве слушаме, поверете. Добро вечер. Добро вечер. Би сакал да го прашам младиот господин да изнесе своje мислење во врска со мојот став. Кога цел Сите се млади господа, на кој мислите? И кога цел свет сака да направи заедница во некој случај. Погледнете, Франција се спои со Германија, Европа се ствара. Таму млади тигрови јазици се групираат, сите заедно учествуваат.
Од каде произлегува ова размислување кај нас во Македонија што се јавува? Например, јас сум албанец, јас сакам да зборам на моје, ништо повеќе нема понатаму. Фала. Веројатно за тебе. Веројатно за мен. Ја не знам од кај го излековте ставот дека ја реков дека албанците сакаат само на албански да разговараат. Тоа ја не го реков. Дека албанците и македонците се дружат, тоа можете да го видите и да излезете в град. Дека се дружат. Ја имам пријатели македонци, сигурно вие имате пријатели на кои албанци се надева. Не е мојот став дека албанците не треба да зборуваат македонски. Него мојот став е дека албанците во високото образование треба да се школуваат на мајчин јазик. А дека треба да го знаат македонскиот, тоа е потреба на времето. Мислам ми тоа. Да слушаме наредниот гледач. Ало, добро вечер. Ало? Поведете во програма сте. Дали имаме гледач на линија? Режија? Јас ги слушам телефоните звонат. Ало? Да, поведете. Добро вечер. Добро вечер. Сакам да поставам едно прашање на господинот Орка, како го рековте да. Од ПДП? Да. Алберт, да. Алберт. Само сакам да го прашам дека гледам многу настојувања, конкретно не само од негова страна, него од многу повеќе, идејата за албански јазик. За каде го учат албанскиот јазик? Дали се осеќа прво македонец, па после албанец, или па се осеќа во Македонија како албанец? Тоа сакам да го кажам, за кај се школува на албански јазик? Ја мислам дека ова прашање е тотално непрецизно. Јас сум албанец, по етничка припадност државјанин сум на Република Македонија и ова Република Македонија е толку моја колку што е на Ангелка и на Филип. Ја ништо помалку не осеќам како моја. Да. Добре, јас не сум така. би ги замолил гледачите да ги постават прашањата за сите гости во однос на затоа што целта на оваа емисија е да ги слушнеме размислувањата на подмногоците на политичките партии, нели? А не дека ќе донесеме некој конкретно решение. Ало, поведете. Ало? Да, поведете. Добро вечер. Добро вечер. Сакам да поставам едно прашање до сите. Дали знаат во Албанија, дали се гледа, дали се учи македонскиот јазик од страна на албанците? Фала, пријатно. Пријатно. Знаеме дека не се. Да. Од страна на албанците не, а македонците имаат најмногу до 8 оделение. Мислам дека е до 4-то, не сум сигурен. До 4-то. Но некаде се зборуваше и до 8, но до 4-то деление е познато. Да, токму сакав и преска да го подцртам. Ние сите овие балкански држави влегуваме во еден ист кош. Преска Ангелка спомна, меѓутоа јасно е кој колку отишол токму во ова имплементирање на овие стандарди меѓународни или што знам какви во својата држава. Мислам дека тука Република Македонија отишла далеко најнапред пред сите. Може само да ги споредиме каква е ситуацијата со правата на националноците во соседните држави, било кој